Вести во 18 часот. Добар ден, ова се настаните на денот. Спаси се себе си, ако си син Божји, слези од крстот. Денеска е Велики петок, денот на Христовото распнување и страдање. Јас сум пресреќна мајка и можам да сведочам за вистината на Севишниот. Граѓаните се жалат на високи цени за великденската трпеза. Јајцата малце ги покачија. Има мало покачување. Која е причината за скапите прехранбени производи? Младите не сакаат да се бават со земјоделие ради ниските и нестабилни цени на пазарот. Вице-премиерот Николовски смета дека проблемот со Бугарија, ако има волја, ќе се реши за едно попладне. Тоа што е до нас го правиме, еве сме во планот за раст, сме далеку пред земјите во регионот. Земјоделците бараат итни мерки за спас на пролетната сеидба, поради скапите ѓубрива и гориво. Горивата, ѓубривата, тие се се влезни пати што многу влијат за врстерата наша. Велики петок, денот на Христовото распнување и страдање, беше одбележан со утринска литургија во црквата Света Петка. Архиепископот господин Стефан читаше од Евангелието за последните часови од животот на Исус Христос и пресудата на Понтиј Пилат. Верниците со молитви побараа прошка, мир и здравје, подсетувајќи дека овој најтежен ден ја носи и надежта за воскресение. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Велики петок, денот кога е распнат Исус Христос, денот кога се споменува страдањето на Христос, неговото судење кога бил осуден на смрт. Во утринската литургија во црквата Света Петка, поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, читаше од Евангелието за последните моменти од животот на Христос, моментот кога била изречена присудата на Понтиј Пилат. Тој ги измил рацете и му се обратил на насобраниот народ со зборовите: "Јас не сум виновен за овој предавник." За последниот момент од животот, кога Христос со венец со трње со крстот одел кон ридот Голгота, каде бил распнат, пред да испушти душа, побарал прошка од Бога за своите джелати со зборовите: "Оче, прости им, не знаат што прават." Минувачите, вртејќи ги главите своји, го хулеа и велеа: "Ти што го уриваш храмот и за 3 дни го созидуваш, спаси се себе си, ако си син Божји, слези од крстот." Исто така и правосвештениците, заедно со книжниците и старешините и фарисеите, се посмеваа и говореа: "Другите ги спаси, а себе си не може да се спаси." По Евангелието се изнесе прекривката, која го символизира гробот на Христос. Верниците со молитви побараа прошка, се молеа за нивното здравје, а свештениците во молитвите се молеа за мир во светот, за секој од нас во себе да го најде мирот, да најде потик, дека се е минливо на овој свет. Со нас ништо не земаме. Вербата во Христос е вербата во животот по смртта. Бог не престанува да го создава човекот. Дури и во миговите кога тој е убиван од собственото создание. Замислете каква е таа љубов. Созданието го убива собствениот создател, а создателот го создава своето создание. За верниците Велики петок е најтажниот ден. За ден потоа, кога се најавува и воскресението, суштината на христијанството, дека смртта со смрт е победена и по смртта има воскресение. Само со верба и молитви и трпение и во најтешкото се добива добрина и она што во моментот е невозможно ќе биде вистина. Од здравје и љубов до молитва за рожба. Јас сум пресреќна мајка и можам да сведочам за вистината на Севишниот. Не може да каже збор на
Тоа е големо дело. И стана прабаба, не баба, него и прабаба. И сега ќе одам да ја чувам внуката, правнуката. Подобри луѓе да не правиме зло, да се молиме почесто да доаѓаме по храмовите. Колку вас молитвата ви помага? Многу. Јас на овој денешен ден присуствував и во Јерусалим, кога со литијата од затворот, кој што мироточеше, во кој што имаше служба, тоа беше, значи, невидено, благословено чувство. Од самите камења течеше миро, се преплавеше цела црква со миро небесно, Христово. Нови ден се пропишува најстрог пост. Денот да помине без јадење и пиење. Покрај постот на денот на христијанската жалост не се работи ништо по дома. Граѓаните се жалат на високите цени на пазарите и во маркетите и за време на празниците, поскапување има на речиси сите производи. Но, како што велат оние кои изборуваа пред нашата камера, за скромна великденска трпеза сепак ке има. Во обиколка на пазарите пред пладнето беше Маја Стојановска. Во пресрет на најголемиот христијански празник, граѓаните ги наполнија пазарите и маркетите, правејќи ги последните подготовки за великденската трпеза. Со цени помеѓу 300 и 400 денари за табло од 30 јајца, околу 500 до 700 денари за килограм јагнешко месо и со околу 10% повисоки цени на зеленчукот. Граѓаните велат дека иако оваа година поради поскапувањата, трпезата можеби ќе биде поскромна, сепак ќе испочитуваат традицијата. Јајцата малце ги покачија, ли традиција може да се запаси. Место да се купи 2 гајби, ќе се купи 1 гајба или така, јагнешко исто малце. Има качување на цени, нели поскапе лебот, горивото и мора да поскапе све. Може би поскромно, ама ќе остане иста традицијата, мора да се запази. Па како и секогаш. Има мало покачување, ама тоа е свеста на продавачите. И самите пазарџи велат дека цените се зголемени, но не толку драстично за да ја попречат подготовката на традиционалната празнична трпеза. Според нив, растот на цените се должи на долгорочното намалување на земјоделското производство и зошто земјава стана увозно зависна од храна. Зголемувањето на цените е долгорочен процес, кај што нашето општество, да не речам државата, подзаборави за земјоделците, се намали производството, дали е земјоделско, дали е сточарско, дали е раноградинарско и последиците се овие сега што ги чувствуваме. Значи голем дел од населението од внатрешноста од Македонија мигрираше према Скопје или надвор од Скопје, нивите останаа празни. Младите не сакаат да се бават со земјоделие ради ниските и нестабилни цени на пазарот. Резултатот е овој сега што ги имаме. Производителите на јајца објаснуваат дека нивната цена најмногу зависи од односот помеѓу понудата и побарувачката, но и од трошоците за суровини, особено житариците и амбалажата. Тие посочуваат дека во моментов јајцата се поевтини отколку во декември минатата година. 129 денари на рафт јајцата за 10 јајца зборуваме, може да се најдат во пред новата година, крај на 25-та година, да во јануари падна некаде на 99 денари за 10 јајца. Па сега е вратена некоја измеѓу цена од 109 денари, така што практично кажано јајцата не се зголемени, туку се вратени на некоја пониска цена од тоа што беа и претходно. Во пресрет на празникот, од Агенцијата за храна и ветеринарство најавија засилени контроли кај операторите со храна низ целата држава. Од таму пате и апел до граѓаните за особена внимателност при пазарењето, да ја проверуваат трајноста на производите, како и нивното потекло. А македонците празниците и продолжениот викенд ќе го искористат и за одмор. Од МВР информираат дека за 24 часа над 16.000 македонци ја напуштиле државата преку граничните премини Богородица и Табановце. На оваа тема Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Во пресрет на Великден, илјадници граѓани традиционално заменуваат на пат, дел кај роднини во странство, дел пак на краток одмор во соседството. Граничните премини од вчера се под силен притисок, колони возила и чекања од по неколку часа. Ваква е сликата
Речиси на сите излези од државата, а ситуацијата ја отежнува истапувањето на сила на новиот европски систем за влез и излез од шенгенските граници. Најголем метеж се бележи кон јужната и северната граница, каде што фреквенцијата е значително зголемена. Од МВР информираат дека повеќе од 7000 македонски државјани за 24 часа се упатиле кон Грција од трите гранични премини – Богородица, Дојран и Меджитлија, додека преку Табановце земјава краткорочно ја напуштиле повеќе од 9000 граѓани. На граничниот премин Богородица од вчера од 12 часот до денеска до 12 часот влез во државата оствариле 1394 македонски државјани, а излез оствариле 6864 македонски државјани. На граничниот премин Табановце од вчера од 12 часот до денеска до 12 часот влез во државата оствариле 3158 македонски државјани, а излез оствариле 9150 македонски државјани. А тие што останаа во Скопје, празничниот ден го искористија за дружба и прошетка во природа. Великден представува нешто убаво, нешто свето, така што ова е мојот дом и тука решив да ми биде убаво. Остануваме во Скопје. А зошто? Дали високите цени на горивата се за тоа некоја причина или нешто друго? Не, нешто друго. Не се изорганизиравме на време. Дома сме, да. Фамилиарни обврски. Цената не влијае, али во секој случај расположението влијае многу. Со цените, со сето што се качува, влијае за шетање. Плюс гужвите по граници. Тука во Скопје. Фамилиарно, со фамилија да се видим. Имаше и такви кои дошле во Скопје за да ја доживеат традицијата која македонската метропола ја нуди за време на великденските празници. Ние дојдовме од Грција. Дојдовте специјално за празникот? Да. До кога ќе останете? До среда, после Великден. Добро, прв пат доаѓате? Не. Маш ми е тука. Тука живеевме, сега се преселивме во Грција. Иако традиционално, великденскиот продолжен викенд многумина го користат за да заминат некаде од државата. Сликата од градскиот парк денеска сепак покажа дека и голем број граѓани веќе останале овде во Скопје за Великден да го поминат во знакот на почитување на традицијата во кругот на најблиските. За разлика од порано, кога празнувањето на Великден се поврзуваше со посета на храмовите и семејните собири. Во последно време се поактуелно е да се постави прашањето каде ќе патувате за Великден. Од туристичките агенции велат дека кризата на Блискиот Исток речиси и да немала влијание врз продажбата на великденските аранжмани. Ормускиот теснец под притисок, минимален поморски сообраќај и растечка нервоза на енергетските пазари. This should have been handled by 7 presidents, a lot of presidents. Продолжуваме со политика. Македонија води достоинствена политика кон Европската Унија без отстапки што би значеле понижување. Ова го порача вице-премиерот Александар Николовски, според кој застојот во евроинтеграцијските процеси не зависи само од Бугарија, туку и од недостиг на волја за проширување во европските центри. Николовски ја коментираше и внатрешната политичка состојба, обвинувајќи ја дуи за злоупотреба на студентските протести. Јана Јосифовска. Македонија води достоинствена политика за влез во Европската Унија и не се понижуваме, а владата останува фокусирана на европскиот пат и реформската агенда, изјави вице-премиерот Александар Николовски во вчерашното само интервју, коментирајќи ја европската перспектива на земјава. Прашан за застојот во евроинтеграциите и дали владеачката партија очекува да се промени нешто во системот на одлучување во ЕУ или да се променат политичарите во Бугарија. Николовски проблемот освен во официјална Софија го гледа и во немањето вистинска желба, како што вели, во европските престолнини за проширување. Добро е што ние водиме достоинствена политика, не правиме понижување нити на себе, нити на сопствената нација и држава да праќаме тој тип на писма или на тој начин да буквално коленичиме, туку достоинствено ја водиме политиката и ставот ни е јасен. Тоа што е до нас го правиме, еве сме во планот за раст, сме далеку пред земјите во регионот, ќе се види во новиот извештај кој што ќе излезе во јуни. Во дел на реформи, значи си го спроведуваме на што од нас се бара, во другиот дел едноставно нема што да правиме и јасно е, и мислам дека на мали деца ми јасно,
дека овдека не е само Софија проблемот, туку Софија е добар изговор за да не се реши проблемот. Неколку големи главни градови да решат дали сакаат да се проширува Европската унија или не. Ако решат дека сака, проблемот со Бугарија да се реши за едно предпладне или едно попладне. Вице-премиерот се осврна и на политичката клима во државата и неодамнешните протести на студентите од албанска националност со барање да полагаат правосуден испит на албански јазик. Според него власта бара решенија, а дуи ги злоупотребуваат протестите. Ахмети нема да биде дел од владата на ВМРО ДПМН и тоа е дефинитивно, вели Николовски. А нивните тези дека се намалуваат некакви права на албанските граѓани се класична манипулација. Едно време беа зелени, па после стана економисти, ама цело време се ултранационалисти, тоа е факт. Ако ова прашање можело да се реши вака како што го предлагаат, зошто дуи и во владите со ВМРО ДПМН и во владите со СДСМ не го реши ова прашање вака? А одговорот е многу едноставен. Да, тие се го представува како да вие сте го укинале, како да сте им забраниле. Јасна е препораката на Венецијанската комисија и на сите релевантни тела дека во правосудниот систем мора да се работи на еден јазик и тоа е секако на официјалниот јазик во државата. Во Македонија официјалниот јазик на цела територија е македонскиот јазик, високо е и албанскиот јазик, но се знае дека официјалниот јазик на цела територија е македонскиот јазик. Премиерот Мицкоски пред неколку дена посочи дека експерти подготвуваат решение согласно устав и меѓународни стандарди, а во протестите препозна обид од опозицијата за дестабилизација на државата, зашто, како што рече, се известени во НАТО и ЕУ. Од друга страна, писма до меѓународните представници испратиле и Ахмети и Османи, со реакција дека владата погрешно представувала природата на студентските протести, етикетирајќи ги како партиски, а ваквите обиди за заблуда според нив не ја одразувале вистинската грижа на студентите. А кога сме кај Европската Унија и информацијата дека од денеска 10 април се спроведува новиот автоматизиран систем кој дигитално ќе ги бележи влезот и излезот на државјаните на третите земји во Шенген зоната. Државјаните од земји кои не се членки на Унијата, вклучувајќи и Македонија, при првото патување во Европската Унија од денеска ќе поминуваат низ таков прв процес на евидентирање. Дали ова веќе направи метеж на граничните премини, дознаваме од прилогот на Рамос. Од денеска, новиот дигитален систем за влез и излез од Шенген зоната, односно ЕС, станува целосно оперативен. Печатите во пасошите се заменуваат со дигитална евиденција, а на патниците им се земаат отпечатоци и фотографија на самиот граничен премин. Овие податоци ќе се чуваат 3 години, објаснуваат од Европската Унија. ЕС се однесува на вас ако сте државјани на земја надвор од ЕУ кој патува за краток престој во европска земја и ако поседувате виза за краток престој или не ви е потребна виза за престој максимум 90 дена во кој било период од 180 дена. Ако го пречекорите дозволениот период во европските земји, системот ќе ви идентификува и ќе ги евидентира овие податоци. Во случај властите да ви одбијат влез, системот исто така ќе ги евидентира овие информации. Периодот од 90 дена во 180 дена се пресметува како единствен период за сите европски земји што го користат ЕС. Појаснуваат од ЕУ. Иако со оперативен систем регистрирањето на патниците трае во просек 70 секунди, како што уверуваат од Европската комисија, сепак очекуваното значително оптоварување на границите во предстојниот летен период им остава за право на земјите членки да го одложат целосното имплементирање на ЕС до септември оваа година. За македонските превозници од патничкиот и товарен транспорт, кои предупредија дека не им се доволни 90 дена во рамки на 180 дневен период, а ЕС системот им оневозможува пречекорување на престојот. Вице-премиерот и министер за транспорт и врски Александар Николовски најавува системско решение на билатерална основа со земјите каде нашите превозници најмногу се обраќаат. Со нив да се работи билатерално на долгорочни визи кои што би ги издавале за нашите превозници од една страна, а со Бугарија и со Грција да има договор, имајќи предвид дека тука има дневна циркулација, да воопшто не се потребни визи и да нема ограничување. Од останатите решенија кои министерот ги најави е препознавање на превозниците како професионалци од истата категорија со екипажите на другите видови транспорт, но и одложување на примената на ЕС системот за превозниците до септември оваа година.
Од почетокот на етапното воведување на новиот систем за гранична контрола во Европската Унија, лани во октомври, на над 27.000 лица им бил одбиен влезот во блокот, соопшти денеска Европската комисија. Меѓу лицата на кои им е забранет влезот, околу 700 представувале директна закана за безбедност. Од почетокот на примената регистрирани се над 52 милиони влегувања и излегувања. Комисијата го поздравува денешното целосно воведување на овој нов систем за влез во Европската Унија и излез од блокот, се наведува во соопштението. Благодарение на новата автоматизирана контрола, регистрирањето на еден патник трае во просек 70 секунди, што значително ја забрзува процедурата. Системот ги заменува рачните печати и овозможува евиденција на личните и биометриските податоци, со цел полесно следење на пречекорувањата на престојот. Новите правила се однесуваат на државјани на трети земји кои не се членки на Европската Унија или на Шенген зоната, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија, а се применуваат за краткорочен престој до 90 дена. Пролетната сеидба се соочува со сериозни предизвици поради високите цени и недостигот на јубрива и гориво. Земјоделците предупредуваат на можни намалени приноси, додека растат и глобалните цени на храната. Се бараат итни мерки за поддршка во услови на неизвестност на регионалниот и светскиот пазар. За ова Игор Манасиевски. Потребни се конкретни мерки со кои ќе им се помогне на земјоделците оваа пролетна сеидба да помине без проблеми. Главните предизвици за да течат работите во процесот на производство на храна и натаму се високите цени на горивата и скапите ѓубрива, како и нивниот недостиг. Светската криза со минералните ѓубрива, кои кај нас поскапеа од 600 денари на 1000 денари за вреќа од 25 килограми, како и недоволните количини, представуваат закана за намалени приноси во време кога на светските берзи расте цената на пченицата и пченката и ФАО, Организацијата за храна на Обединетите нации, исто така укажува на раст на цените на храната на глобално ниво. За жал во овој момент, како што гледате и по медиуми секаде, значи надлежните се кажуваат дека ја следат будно состојбата, меѓутоа конкретни активности и мерки немаме. Еве, може да спомнеме само дека има некоја корекција, некој намалување на акцизите и даноците. За разлика од кај нас, да речеме Србија, веќе земјоделците ги ослободуваат од акциза за горива. Значи горивата, ѓубривата, тие се се влезни инпути што многу влијат за цената на нашиот производ. Ценовниот удар на минералните ѓубрива представува сериозна закана, која ќе придонесе земјоделците да штедат на прихрана и со тоа да имаме намалени приноси. Ваквите укажувања за намалени приноси се во лош период, кога соседна Србија најави дека се надева дека нема да има потреба да воведува забрани за извоз на храна, но дека тоа ќе го направи ако има недостиг, што за нас како земја која е увозно зависна од храна и која годишно дава и по €1.000.000 за увоз на храна, е сигнал дека се потребни итни мерки преку интервентен фонд, како што бара земјоделците, да се обезбеди доволно прихрана за посевите. Ситуацијата е текако алармантна, значи ние постојано апелираме, постојано ирицираме, мора да се преземат радикални чекори, државата мора активно да се вклучи тука, бидејќи оваа ситуација ние не можеме како земјоделци да изменаџираме и ни треба во овој момент ни треба многу поддршка, значи. И да овие субвенциите што да се исплатат, значи комплетно се исплатат. Секоја помош од страна на државата во овој критичен момент е значи многу добро дојдена за нас. Војната во Иран предизвика скок од 30 до 40% на цените на минералните ѓубрива од почетокот на годината, што представува директна закана за меѓународните цени на храната, предупредуваат светските експерти. Тие истакнуваат дека цените на азотните ѓубрива на светските пазари се приближуваат до рекордното ниво, забележано по почетокот на руската инвазија врз Украина во 2022 година. Несекојдневен настан во Нов Дојран, каде што е пронајдена неексплодирана граната од Првата светска војна. Во полициското одделение вчера 78 годишен жител од Нов Дојран пријавил дека во нива во атар на Нов Дојран пронашол граната. Службено лице од Дирекцијата за заштита и спасување безбедно ја подигнало гранатата, при што е утврдено дека се работи за неексплодирана артилериска граната 155 мм, која потекнува од Првата светска војна, соопшти Министерството за внатрешни работи. Предвестите од светот и за тоа какво време не очекува за празничните денови. Времето утре ќе биде претежно облачно, а предпладне во источните делови ќе има услови за слаб локален дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер претежно од северен правец.
Минималната температура ќе биде во интервал од 0 до 6 степени, а максималната во интервал од 12 до 17 степени. Во Скопје утре предпладне се услови за слаб дожд, а потоа променлива облачност со пократки сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 5, а максималната ќе достигне до 16 степен. И во недела времето ќе биде умерена облачност со краткотрени сончеви периоди и со слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 12 до 21 степен. Ги завршуваме вестите, се гледаме во вечерните. Имајте убава вечер.